Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Ведран Андоновски. Во ова издание разговараме со македонските представници на меѓународната конференција против сидата во Вашингтон, но емисијата ја започнуваме со најновите вести. Дали можел да биде спречен масакрот во Колорадо? Ромни во странство, Обама против оруженото насилство, а Клинтон на глобален форум за диаспората. Джеймс Холмс, осумничениот за убиството на 12 лица во киносала во Аурора, пред нападот испратил пакет до психијатарот при Универзитетот на Колорадо во Денвер, соопштија властите. Во него наводно имало тетратка со цртежи што прикажувале што планирал да стори. Универзитетот вели дека поштата го доставила пакетот понеделникот, пошто веднаш бил предаден на полицијата. Холмс работел на докторски студии на универзитетот, но се откажал минатиот месец. Републиканскиот председателски претендент Мит Ромни е на турнеја во странство. Пристигна во Лондон на средба со британскиот премиер Дейвид Камерон, а планира да ги посети Израел и Полска. Председателот Барак Обама пак на собир во Њу Орлеанс, Луизијана, коментираше на инцидентот во Аурора и правото на носење оружје, велејќи дека верува дека многумина собственици на оружје ќе се согласат со него дека автоматските пушки, како Калашников, треба да се во раце на војниците, а не криминалците. На глобалниот форум за диаспората во Вашингтон, државната секретарка Клинтон ги поттикна иселениците во САД да помогнат во решавањето на проблемите во матичните држави. На средбата учествуваат 500 представници на организации на диаспората во САД, меѓу кои и на обединетата македонска диаспора. Помошник државниот секретар за Европа и евразиски прашања Филип Гордон од вчера е на турнеја што ќе го однесе во Грција и Турција. Според соопштението на Стејт департментот, во Атина ќе подлече американската подршка за грчките финансиски реформи, но и ќе разговара за надворешно политички прашања. Во Турција пак ќе дискутира за билатерални и глобални прашања. Во продолжение на Newsflash, предрасудите проблем исто колку и болеста. Гласот на Америка разговараше со македонските учесници на меѓународната конференција против сидата во Вашингтон. Прилог на колегата Јане Бојаджиевски. Научници, политичари, активисти деновиве на меѓународна конференција во центарот на Вашингтон бараат поефикасни начини за борбата против сидата. Се добива впечаток дека проблемот со вирусот ХИВ е надминат. Тоа не е точно. Предупредува Драшко Костовски, програмски директор на невладината организација за здравствена едукација и истражување Хера од Скопје, кој учествува на собирот. Наведува низа примери кои кочат борбата. Држави во кои инфицираноста со вирусот ХИВ е криминал, што може да го однесе болниот за решетки. Држави што забрануваат дистрибуција на кондоми. Оние каде се ограничува антиретровирусната терапија. Оваа конференција испраќа порака за да се продолжи со политичка и финансиска поддршка на овој проблем, бидејќи сме на средина. Ако сега се откажеме, ние ќе се вратиме во состојби кои што се случуваа во 80-тите и 90-тите. Особено е значаен податокот што медицината и научните пристапи одат напред. Како што знаете, на оваа конференција беше најавено дека антиретровирусната терапија може да се користи како превенција. Значи, третманот како превенција со лекот Трувада. Костовски смета дека подеднаков голем проблем со сидата се предрасудите и дискриминацијата поврзани со болест. Неговиот колега Андреј Сених е дел од тимот на Хера, одговорен за лицата со вирусот ХИВ кои живеат во Македонија. Како живеат лицата со ХИВ во Македонија, Андреј? Можам да кажам дека, за жал, стигмата и дискриминацијата во нашата земја се уште ги спречува лицата од живот отворен во заедницата. Многумина имаат проблеми со наоѓање на дури на матичен лекар, имаат проблеми со одбивање на здравствена услуга од типот на стоматолошка услуга или пак некаков хируршки зафат. Првиот случај на сида во Македонија е регистриран во 1987. Од тога се регистрирани 151 лица, од кои 69 се починати, според информациите од Институтот за јавно здравје. Обединетите нации проценуваат дека 34 милиони лица во светот живеат со вирусот на чумата на 21 век. Од меѓународната конференција за борбата против сидата во Вашингтон беше упатен повик до светските влади да продолжат со финансирањето на програмите и покрај ограничените буџети.
од конференцијата, која првично беше фокусирана на партнерството, солидарноста и борбата за искоренување на чумата од 21. век, беше упатен апел сите да дадат се од себе, да запре вирусот ХИВ. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Велат, секоја градина е еден мал универзум. Во овој сегмент на Newsflash ве запознаваме со едно движење во САД, наречено Од фарма на трпеза, во кое покрај семејствата се вклучуваат и локални ресторани. Гласот на Америка разговараше со шеф на кујна во Вашингтон за трендот да се послужи најсвежото овошје и зеленчук, практично одгледано во соседството. Летно неделно попладне во Вашингтон на еден од пазарите каде фармерите директно без препродавачи го нудат родот. Застапени се 20 локални фарми. Готвачот Катал Армстронг е меѓу муштериите. Тој е голем поддржувач на малите фарми и движењето Од фарма на трпеза, базирано на идејата дека локално одгледуваната храна е најсвежа и здрава. Фармерот Атила Агонсон се согласува. Ако купите од нас, тоа најверојатно сме го береле утрово само пред неколку часа. Тој раководи со фармата Mountain View во Пурсвил, Вирџинија. Не користи пестициди и вештачки ѓубрива, а го акцентира и односот со муштериите. Готвачите точно знаат што сакаат. Забавно е да се работи со нив. За Армстронг време е да се врати на работа во кујната во ресторанот во Александрија, близу Вашингтон, каде е и косопственик. Купува од околу 150 локални фармери. Еве како избира што ќе купи. За храната вкусот е примарен. Многу е подобра кога е сготвена од природно одгледани производи. Армстронг има и малечка собствена градина зад ресторанот. Се што расте таму може да најде место во јадењата што ги нарачуваат гостите. Уште покус пат од оној Од фарма на трпеза. А утре во Newsflash, политичките препирки штетат на економијата. Повторно, жртва најпрви беше кредитниот рейтинг, сега висат уште поголеми проблеми. Гледајте во утрешната емисија. Конгресот парализиран од политичките препирки. Гледајте утре во Newsflash. Тоа беше се за денеска. Го гледавте Newsflash од студиото на Гласот на Америка во Вашингтон. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. Останете со нас и по емисијата. За повеќе содржини појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com или станете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер.